Јас сум Невена Иванова, 35 години имам и мајка на 2 мали дечиња, девојче и момче, 9 годинки и 5 годинки. Ева имаше 3,5 годинки. Јас бев бремена со Марко. Тој ден имавме премногу стресна ситуација од клиника добиени резултати во врска со бременоста втора, дека големи се шансите да има некакви генетски заболувања бебето. И заради тоа што бев премногу под стрес, одлучив детето да го однесам кај моите родители на гости малце, Ева да си поигра таму со братчетка и она да се расположи, да не ја гледа мама како е вознемирена. Само што се испружив на кревет, се пресоблеков у пижами, легната на кревет, задзвоне телефонот, беше мајка ми. И првиот збор што го кажа: не се секирај, не се паничи, на Ева и се случи нешто, меѓутоа добра е. И тука ми се стемни, играјки паднала и се удрила и се го расцепила челото. Тогаш таква рипнав од кревет, супругот беше дома. Не знам како му кажав, што му кажав, само знам дека облеков патеки и искочив трчајки на кај градска. Супругот по мене, се вртам, го гледам со папучи по шорцеви, пошто беше јуни месец, таков цел трчаме, идеме. Јас извадив од памет кога го видов пешкирот мајка ми што го држеше цел со крв. И после тоа добивме информација од докторот дека челото има многу хематоми и нормално е тоа дека многу крвари, меѓутоа како прв пат у живот дете да потече крв, освен боцкање од прстите за крв да се земе, беше стварно многу језива слика. Јас од секогаш сум била личност која што секогаш размислувала за најлошото што може да се случи. Дилеми во однос на здравието на децата и на мојот став дали се они безбедни или не се безбедни нонстоп постојано има, меѓутоа во однос на вакцинација нема никаква дилема и сметам дека треба сите дечиња да се вакцинираат. Некои работи се надвор од наша контрола, но со редовна вакцинација можеме да ги заштитиме децата од заразни болести како што се морбили, рубеола или заушки. Дали го заштитивте вашето дете?